Високите цени на мазутот, струјата и на геотермалната вода се закануваат целосно да го згаснат оранжериското производство во Македонија оваа зима. Најголем дел од оранжериите се затоплуваат на мазут, а овие енергенси се користат и за испумпување на геотермалната вода. Дел од оранжериите пресметуваат дали и натаму да произведуваат, бидејќи нивните трошоци ги надминуваат сите пресметки и она што ќе го добијат со пласманот на производите. Велат од групацијата за оранжериско и пластеничко производство на Стопанската комора. Деновиве, општина Коченија зголеми цената на геотермалната вода за 83%. Со ова зголемување на цената на геотермалната вода во екот на зимската сезона, се зголемуваат трошоците на оранжериското производство, па зимското производство е веќе доведено во прашање. Трошоците стануваат уште поголеми ако се пресметаат и високите цени на ѓубривата и семенскиот материјал. Сето ова може да биде причина за откажување на овој вид производство поради неисплатливоста, а земјава да остане само на раноградинарски култури од увоз. Вели собственик на оранжерија. Дополнителен проблем на оранжериите е и увозот на раноградинарски производи по многу ниски цени од домашните, што представува дополнителен удар за нашето раноградинарско производство. Во земјава има оранжерии на вкупно 240 хектари. На 200 хектари на кои се произведуваат раноградинарски култури, основен енергент за загревање е мазут, додека за 35 оранжерии се користи геотермална вода. Од извоз на раноградинарски култури, земјава заработува околу 20 милиони евра годишно, бидејќи 75% од производството се извезува.